Не е едноставно да најавуваш разговор со актер кој функционира повеќе од 3 децении во рамки на театарските, како што најчесто ги велиме, театарот кој живот значи, потоа филмските ликови и дополнително како режисер. Добитник е на престижните награди за театарските улоги на Војдан Чернодрински, Ристо Шишков и лани лауреат на фестивалот на албанскиот театар во Дебар. Честитки се минимум за оваа најава. Добре ден за Јордан Симонов. Добре ве најдов, благодарам за најавата. До предодеден период многу често ве среќавав на Партизанска, тука сме и комши. Каде сте комши? Ве нема нешто често со вашето куќе? Да, после мојот период живење на Партизанска 16 години со фамилијата, решивме да го продадеме станот и да се преселиме малце подалеку, односно да избегаме од гужвите и валканиците што ги создава, посебно ги создаваше и уште веројатно ги создава. Сега да не биде ова како критика, ама Ситимол, пошто бевме многу близко до Ситимол, живеевме таму и тоа неподнослива врева не можевме да ја издржиме. Ја го разбирам општеството, тоа е такво, потрошувачко и сакаат сите да идат да си купат нешто, ама луѓето што живеат околу не им е пријатно. Ви иритира нечистотијата во градот? Апсолутно, на кого не иритира веќе за тоа. Мислам, сме правеле и муабет, сме збореле, не само, мислам, јас можеби негде сум зборел за тоа, пак ќе кажам, не разбирам, веројатно до менталитетот е. Веројатно, сеедно ни е дали живееме во Валканици, Прљавштина. Можеби индивидуални така има проблесоци кои се обидуваат да направат нешто во однос на таа тема, меѓутоа генерално ние не можеме да си ја средиме државата, не разбирам. Веројатно до менталитетот. Можеби треба некаков поинаков систем, сега да не зборам со казни или со не знам со што, меѓутоа вака оставени на нашата совест, државата ќе ни остане таква како што ни е. Ве паметам со една ваша изјава пред 7 години за Скопско ехо, рековте дека странците ме прашуваат што правиме кога имате олку Валкан град. Дали претпоставам дека истиот одговор и денеска ќе има? Апсолутно, и не само истиот одговор, него и бетере што викаат. Значи, мислам, не знам. Дали екосвеста не може да профункционира кај обичниот граѓанин или потврлуваат институциите? Тоа е веројатно склоп на околности, и едното и другото. Затоа што не знам, ја, например, веќе не сум на Партизанска, сега купивме куќа во Хром. И кога купивме куќа во Хром пред 3 години, службите за собирање смет си работеа безпрекорно. Значи, собираат ѓубре секоја среда и секоја сабота. Во последниве години и пол, односно 2 години, целиот систем трокира. Значи, целиот Хром е полн по 10-15 дена со ѓубре. И сега што не знам што да правим. Мислам, пак да се вртиме тука. Значи, градоначалничката, она пари, ваму... Не знам, не разбирам. Веројатно е до луѓето. Веројатно, значи, имаме примери вака во животов, кога ќе дојде прав човек на право место, на права институција, некако институцијава функционира. Вака малце така, значи, ако не е прав човек на право место, и тогаш системот сам по себе не е толку добар да го дигне, па тоа да иде стихино, него не. Тоа трокира на сите. Симонов, на последното издание на Војдан Чернодрински, еден од членовите на комисијата констатираше дека театарот е во криза. Дали и вие го делите ова мислење? Не се служувам со тоа мислење. Мислам, театарот си има своји падови и успони и има некакви фази во кои е влезен, меѓутоа да е во криза, апсолутно не се сложувам, тоа е тенденциозна изјава. Но зошто многу често во еден период имавме бунт на
дел од вашите колеги незадоволни? Поради разни причини. Видете, значи тука сега станува збор на односот на власта и на државата према, сега сакате конкретно према театарот или за театарот збориме така овакво. Од Чернодински таму тргна и целата работа. Значи каков е тој однос? Дали е тој нормален, сега условно, или е, како да ви кажам, значи ние мораме да функционираме со поддршка нивна. Ние не можеме без нивна поддршка да функционира. Театарот не може да функционира без нивна поддршка, без поддршка од државата, од владата. Може да функционира на некакви други постулати, ама тоа е веќе друг театар. Значи збориме за нешто друго, за комерцијален театар и тој може и сам да се финансира. Меѓутоа за ваков театар кој е така, улогата негова е коректор во општеството, да укаже на некакви девијантни појави, да укаже на некакви убави појави, да потенцира некакви ситуации, да отвори разни теми кои се табу во општеството. За тоа треба да биде поддржан со пари. Колку државата стои и ја поддржува работата на театарот, актерите, но и севкупно на културата. Па зависно од тоа која влада е на власт, така и државата. Значи, некој повеќе, некој помалку. Кога театарот најдобро функционира? Без сега мислам, видете се, овде се измешани многу работи. Значи, многу. Значи, сега ако кажам дека театарот најдобро функционира во времето на Груевски, сега ќе ме оттепаат. По портали и по не знам што. Меѓутоа, тука ја не навлегувам во меѓутоа, тогаш театарот, посебно ние уметниците, вие не знаете каков еден инпут добивме. Добивме заслуженото место. Од таму тргна конечно некој да се сети тогаш дека уметниците се битен елемент во држава и дека преку нив може разни работи да се кажат или да се, не знам што, мислам да се потенцираат и меѓутоа, сега таму е играта ја знаеме сите сега, да не отвараме сега, да не навлегуваме, не сакам да навлегувам во политика, мислам. Не можам ни да ја избегнам затоа што таа е дел од живеењето и сега тоа е, како да ви кажам, јас се обидувам колку што можам да се затворам во мојов свет и колку што можам да не ги слушам сите работи од реалноста, затоа што апсолутно сме влезени во некаква во некое општо живење такво со тие со фейк њузови, со така вистини лаги, со некакви, како да кажам, некакви вредности кои се изместени, како да ви кажам, и се обидувам колку што можам да си го затворам овој свет мој и таму да останам, затоа што таму е некако по-чисто ми е. Предпоставам дека таму најкомфортно се чувствувате. Ајде, кога велите дека сакате да се задржите во вашиот свет, што преферирате? Да режирате или да глумите? И тоа е се исто. Значи, да режирам, да глумам во театар, да глумам на филм. Тоа е целата магија е тоа, се тоа. Мислам, актерството и глумењето. Значи, подеднакво уживам во сите работи што ги работам. Дали животот е глума? Да. Апсолутно. И сите глумат. Само не се свесни за тоа. Значи, ние со тоа работиме. Значи, ние цел живот ни е тоа. Да го научиме за најдот и да си копаме по внатрешноста, да видиме какви несвесни подрачја во нашиот мозок има, затоа што таму можеме да извлечеме некакви елементи за да се направи некаква улога. Нема да им правиме ништо за тоа. Океј, ми обеќаш убавице, лепотице, ми обеќаш, родне, ми обеќаш. Сега да ти кажам одма, ако сите би си ја кажале вистината, па нема да остане пар на земја.
Станавте лауреат со улогата Павле во представата насловена како Лагата. Во оваа општа манипулација, дали лагата станува вистина? Па, мислам дека го начнавме предходно малце муабето. Да, апсолутно. Ние живееме во време на така наречени лажни вести или фейк ньюс. И веќе луѓето не знаат што е. Веќе треба да се прави некаква дистинкција за тоа што не е се вистина во тоа што ќе прочиташ и што ќе видиш на телевизија. И сега Лесно сме подложни на манипулации? па да, апсолутно. Мислам не треба многу. Не треба многу за да го внесеш колективот во една параноја. Зарем рациото не преовладува кај нас? Не. Затоа што ете, гледате како живееме. Не знам зошто сме затворени во една дупка и цело време се вртиме во круг. Значи 30 години. Не разбирам. Малце нешто ќе видиме некако некоја светло, ајде ќе тргнеме малце пак некоја. И на крај крајава па си викаш можеби тоа карма, плаќаме некаква карма за претходни работи. Ја сакате Или ли треба да се избориме за не можам малце сум така како да ви кажам као парализиран и не можам да размислувам за тоа за општествениве работи, за тоа што ни се случува на микрониво и такви работи. Мислам затоа што од многу размислување па гледате вести? се помалце и помалце. Ја не гледам телевизија, се помалце гледам телевизија. Се обидувате да избегате од реалноста? Па да, апсолутно не сакам да. Мислам, не можам да избегам од меѓутоа не влегувам во како ви кажам во детали на приказните. Што ве прави среќен? Мирен, стабилен живот. Колку во денешно време тоа е возможно? Тешко, ама ете се обидуваме колку што можеме. Театарот што живот значи. Бевте дел од 12-ка, представа која со месеци немаше слободен билет. Дали тоа значи дека граѓаните се враќаат во театарот? Значи, веќе со искуството што го имам, значи долгогодишно во театарот и гледам што се случувало и како се случувало и навистина тоа има фази. Имало фази кога публиката многу доаѓала во театар, имало фази кога ја немало публиката. Сега, доаѓајќи на чело на МНТ новиот директор, значи Никола Кимовски, донесе една енергија, еден ентузијазам кој му фалеше на театарот. Значи, барем јас од моја гледна точка така го чувствував МНТ. Дека му требаше една енергија. Се разбира, поддржано од државата, од владата, од министерствата, ама се виде таа енергијата на директорот и некако сите ја прифатија. И тоа си тече, тоа е веќе машина која не се запира. Значи, така која има некој ентузијазам кој ќе ти вбризга некој енергија и желба за работа, за правење на добри представи, правење на викање на квалитетни режисери, една атмосфера убава во театарот, секако си расположен и да, вистина е. Сега доаѓа публика во театарот, се врати публиката во театарот, ја имаме на сите представи и тоа е многу убаво. И тоа, значи, нашата, како да кажам, енергија и нашата амбиција ја чувствува и публиката. И таа доаѓа. Ја го сака МНТ, ги сака представите. Посебно 12-ка се виде со тој потек кога ја пуштивме да се продава цела година. Се продаде за цела година, значи може со театарот квалитетно да се раководи и може и актерите и сите запослени во театарот да имаат едно убаво театарско живење.
Јордан Симонов, актер и режисер, филмови до Балчак, Скопје Ремикс, Сенки, но и во филмовите Трето полувреме, што ја иритираше политичката елита во Бугарија. Обседнати со Европа, како да заборавивме дека Балканот не е мртов. Па не е. Балканот никогаш не бил мртов. Луѓето не сваќаат дека од овдека сите работи тргаат, дека мора да се среди Балканот. Иначе цело време ќе биде нестабилна ситуација. Се уште сме балканци, а никако да се европеизираме? Не го гледам тоа така. Не гледам. Не гледам ни дали сум балканец, ни дали сум европеец. Јас сум човек на Македонија, на Скопје. Јас сум татко, јас сум сопруг, јас сум актер, јас сум режисер од време на време. Покрај толку актери, режисери од помладата генерација, драматурзи, дали не достигаат и нови серии, домашна продукција? Апсолутно, мислам за серии да не правиме муавет. Ние немаме никаква продукција. Имаше пред 7-8 години некаков обид за продукција, меѓутоа после се дозна дека тоа се така спонзорирани серии, каде што не се снимаат серии ради серии, туку треба некакви општествени прилики да се прикажа преку тоа и како да ви кажам, ја не можам да зборам за продукција на серии кога ете така. Значи ако некој дојде од страна па донесе пари, па и каже еве ова е темата, ајде сега снимајте и тогаш ние снимаме. Ние немаме никаква, Македонија нема никаква, телевизијата имаше порано продукција на серија, нема никакви серии. Македонската телевизија правеше фантастични серии, нема серии. И кој да прави? Продукциите не се зафаќаат сега да прават серии, затоа што мало е, пазарот е мал, се треба ептен да направиш многу добра серија, да уложиш многу пари, па за да почнеш и регионално да ја продаваш, ама тоа е веќе не знаеш дали ќе ја продадеш, дали нема. И никој не влегува во ризик на серија, апсолутно. Мислам дека ако нешто не се случи, нешто да излезе некој случајно така, ете вака некој што има ентузијастички размислување за тоа дека треба Македонија да има серии, па ајде на сила, на мускули да се сними серија, инаку ја не гледам светла точка во однос на. Зошто е грев да се идентификуваме со Тавче Гравче? Не е грев да се идентификуваме со Тавче Гравче, мислам. Не сакам да влегувам у тие приказни бре. Мислам, како да ви кажам, секој ден некој ќе ни пушта некакви скачки и ние сега ќе се фаќаме за тоа и сега цело време само за тоа ќе дискутираме. Дајте бре луѓе, дај да си ја работиме сите работата што треба да си ја работиме. Што ми е гајле што рекла таа? Бе што сака нека каже бе. Абе што сака нека каже, ми е гајле више. Ми е гајле и од Европска унија. Како да ви кажам, ми е гајле од се. Сакам да си го средам овде животот, ако можеме ние да живееме убаво. Видете, апсурдни работи зборам, тоа е се поврзано, значи ние сме се, тука е се, како да ви кажам, се исповрзано, ама не знам. Што најмногу ви иритира, ве вади од кожа? Разни работи, ама зошто па са да разговараме за тоа? Ај, да разговараме за убави работи, например. Ајде за убави работи да разговараме. Така. Дел сте од новиот филм што го подготвува Милчо Манчевски. Да. Сега дојдовте во студио директно од подготовка на нов филм и сте импресионирани од теланот кај еден млад режисер. Така е. Значи, еве, сега работам, продолжувам, значи сезоната заврши во театарот, меѓутоа јас продолжувам да снимам. Значи не се жалам, дај Боже да има вакви за сите актери, да има работа да се работи, дај Боже да се снима, затоа што имавме дупка една. Во времето на пандемијата. Па, така малце поширока и тука околу пандемијата и пред, после. Значи имавме дупка кај што не се снима филмови. Едноставно, не знам што. Пак сега ќе влегуваме во политика, ама не. И сега почна да се снимаат филми. Сега одеднаш, ете, имаме многу работа. Првиот филм што го работам е краток.
филм на Трифон Ситниковски. Интересно сценарио негово на режисерот, млад режисер, доста амбициозен, доста интересен. Значи сценариото е македонско, погоден е моментот, се работи за македонска фамилија, за двајца браќа, кои на погребот на мајка им си ги кажуваат работите што треба, што не си ги кажале цел живот. Тоа е едното сценарио, а да, добив улога во новиот филм на Милчо Манчевски, работен наслов е Збогум Копакабана, не знам дали ќе остане тоа. Играм улогата на Панче, таткото на главните ликови, на главните протагонисти во филмот Сара Климовска и Филип Трековиќ. Следете интервју со познатиот македонски актер и режисер Јордан Симонов. Го следевте предпоследното издание на ТВ магазинот Трилинг за оваа сезона. Гледајте не и за 7 дена во исто време. Идниот петок во ТВ магазинот Трилинг ќе гостува гувернерот на Народна банка професор доктор Трајко Славевски, како и бодибилдерот Тоше Зафиров. Следете не.